Таа гледка што ја видов и изборовите што ги слушнав од тетка и подобро ќе беше да не се симнев од бродот. Помисли дека замина со бароницата? Како може да помисли такво нешто и да се спојат двата света? Возможно ли е јас повторно да бидам со бароницата? Поверува Сейд. Кога дозна дека замина кај бароницата вечерта на свадбата? Отиде, нели? Отидов. Добро вечер. Добро вечер. Ова го донесува пред малку. Сакав самиот да ви го предадам. Добро, благодарам. Пријатна вечер. Пријатно. Овој брак е грешка, Сейд. Овој брак не е искрен. Овој брак ќе биде само товар на твојот грб. Ама ние сме заедно, дури и во нашата борба. Те сакам. Само ако умрам, тогаш ли ќе поверуваш во мојата љубов? Утре и за двајцата ќе биде ден на одлука. Да, каде застанав? Дали вие Шула Дережанскаја го прифаќате Сейд Еминов за ваш сопруг? Каде? Ќе се вратам. Зашто? Ах, Сейд, зашто замина? Да не направи некаква глупост, Джелил. На денот на венчавката да не направи глупост. Отидов да зборувам со неа, за да не направи Шула несреќна. Толку едноставно. Зошто дозволи да дојде кај мене, Сейд? Која жена го заслужува тоа понижување? Не знаев дека Шула дошла тука. Уште првиот ден кога излезе пред мене те засакав. Кога и да имаше потреба, јас секогаш бев со тебе. Ти кога и да посакаше, јас бев покрај тебе. Ништо не сакав повеќе на светот отколку тебе. Но ти знаеше дека ќе ме повредиш и затоа дозволи таа да ме извести. Ти кажав дека не знаев. Дали ти го спречеше тоа да знаеше? Дали барем еднаш би ме заштитил од Шула во името на толку многу години? Јас не бе во вашиот живот. Зошто е ова одмазда, Сейд? Зошто ми ја гориш душата? Види, Лола, единствената личност до сега што не изгоре душата, тоа си ти. Во секој момент чекаше да ја искористиш секоја шанса за да ја повредиш Шула. Чекаше за да го пуштиш твојот отров, тоа сум сигурен. И не се согласувам со последната ситуација. Ама Шула за прв пат во незиниот живот ти се спротиставила. Ама за ова немој да чекаш да ти дадам поддршка. Ако се ожениш со Шула, јас ќе умрам. Види, јас ќе се оженам со Шула. Немој ти да направиш некаква глупост. Ќе биде штета за тебе. Си ја спречил, да? Ѓаволот не изигра сите. Сите бевме изиграни од една заљубена жена. Дури знаејќи дека ти припаѓаш на Шула, зборуваме за жената која сака со страст. Таа попрво би умрела отколку да те изгуби. Кога свати дека нема да има резултат ако умре, значи сакала да направи нешто друго. Дали таа се погрежи за тие подписи? Кој друг би можел? Уште од самиот почеток сакаше да мислиме дека сте се качиле на бродот. Добро, ама кажете ми како може таа да ги направи сите работи сама? Бароницата има силни врски. На едно писмо. Само еден подпис. Како може да верува и да ме избрише од незиниот живот? Како може? И покрај тоа не веруваше. Тогаш кој е човекот покрај неа? Може Имаше би по еден маж покрај двете. Со цвеќиња на градите.
Ти се уште ли не спиеш, а? А? Многу сум тажен, мајко Бинос. Зашто никој ништо не ми кажува? Ништо не се случува. Ти не грижи се за тоа. Ајде, мои дами, право во кревет. Ајде, утре е нов ден. Повелете, ви треба ли нешто? Сакам да ја напишам една порака на Шула за да дојде тука. Откако ќе го однесам Сеид во хотелот Шереф, ќе ја викнам Шула. Но ти пред да дојде таа, ќе бидеш во хотелот. Треба да го заведеш пред да дојде Шула. Кога ќе дојде, треба да ве види во ист кревет. Човек кој е измамен, повреден и лут, за тебе нема да биде тешко да го заведеш, нели? Не грижи се. Како што испланира, така и ќе биде. Ќе го однесеш ли ова на адресата што ќе ти ја Се дадам? разбира дека ќе го однесам. Мора лично да го предадеш. Шура мора да знае дека Сеид се врати. Многу е важно. Тогаш јас да го однесам. Јас ќе одам, Вујко? И ти оди. Заедно одете. Сам не може. Добро. Ајде, дами, а и вие не шетајте се наоколу. Ајде. Добро. А сега ли ќе одите? Да почекав се да се раздени? Не е правилно да чекаме. Тие двајца треба да си ги решат проблемите меѓу себе. Така е најправилно. Оди, ајде. Ајде, ве тргајте. Ајде одете. Да, јас нема да си легнам. Додека да дојде Шула, ќе почекам. И јас да чекам. И јас се загрижив. Ти се молам, немој да ме тераш да легна, мајко Бинос. Леле, господе. Толку останавме да останеме уште малку. Што ќе биде ако останеме? Добро тогаш. Ама немојте да шетате наоколу. Чекајте долу. Не грижи се. Јас сум во мојата соба. Ајде. Добро, излегувам. Што се случи? Што ќе се случи, ме избрка. Да одиме во твојата соба. И против писмо на Шула ќе дојде. Сега е многу касно. Ако помине време ќе биде полошо за нив. Вујко Али и Гали потидоа, ќе ја донесат овде. Нека седнат и разговараат. Точно кажа. И добро си направил. Дојди. Повелете? Добра вечер, господине. Долу има еден господин сака да се види со госпожица Шула. Кој? Ви испрати оваа порака. Не ми се верува, каква дрскост. Од Петра. Сигурно се извинува поради вечерва. Сеид. Сеид се вратил. Што се случило? Ви кажа ли? Ви раскажа нешто? Навистина не можеме да зборуваме многу, Кирко. Дојде гневе во хотелот, направи неред, уништи се, искаши се. Зошто? Не знам. Добро, вие ќе му кажете, ќе разговарате, ќе видите. Знаев дека ќе се врати. Јас го знаев тоа. Оставете ме на мир. Ајше, Ви донесов нешто за јадење. Виктор, штом ја примив пораката дојде. Разбрав дека си во тешка ситуација. И тоа како? немаше потреба да се мачиш, ти благодарам. Како што гледаш, не сум во состојба да јадам. Во ред. Да не ти биде лошо. Славам што се врати.
Јас се чувствувам притисната меѓу зидовите. Безпомошна сум, животот ми е во опасност. Врските ги прекинаа со мене. Довербата ја изгубив целосно. Јас не сум повеќе моќен да можам да ги решам сите твои мајки. Не можете да ме оставите на половина пат. Од денот кога дојдов тука, направив се. Знам, јас ќе дадам се од себе. Јас морам да одам од тука. Петро Борински ме притисна до зид. Рече дека пари дал за мене и ме спасил од рацете на Били, но јас не верувам. Тие се соучесници. Те молам направи нешто. Не сакам да сум играчка на Петро Борински. Причината поради која што сакам да те видам толку итно е Петро. Повеќе нема потреба да бидеш негова играчка, Лола. Како? Само погледни дали познаваш некого од овие. Не чекај, нема да дојде сега. Војко Али само што замена кај Шула. Нивниот проблем со Сеид сакам да се реши што е можда поскоро. Дај Боже да се реши. Јас да го проверам Немој. Сеид. Ќе направи проблем. Одамна заспал. Требаше да го земеме клучот од... Заборави на тоа, доцна е. Додека да дојде Шула во најмала рака, барем ќе се смири. Ништо не слушам, веројатно заспа. Ајше, те молам, остави го, ќе го соберат утре. Не мачи се. Да оставам. Те молам, остави, нека остане. Не мачи се, ти реков нема потреба. Ајше, ќе се исечеш раката. Остави како што е, не допири ништо. Ти благодарам што се грижиш за мене. Секогаш мислев на тебе. Нема ден да не помислам на тебе. Од денот кога не спаси си во моите мисли. Ајше. И кога беше со Шула, јас мислев на тебе. Види, те молам, да не помисли некој нешто лошо. Нема ништо лошо. Но имаме уште една тајна. Го слушна мојот глас. После ова сакам да се родам во твоите очи. Хајде убаво да спиеш. Каде оди овој? Кој? Сеид. Шула ќе дојде? Тука ќе бидеш, нели? Да не го оставам сам. Добро.
Сеид! Кога замина Сеид, дали беше сам? Да, господине. Добро, тогаш дали во неговата соба дојде некој, бароницата? Не видов никого, господине. Сеид! Сеид, каде? Што има? Каде одиш? Джилил, остави ме вечер во немирата, молам. Сеид, каде ќе одиш? Да заборавам, не се сакам. Добро. И јас доаѓам. Што се случи? Тебе ли те оставија да бидеш тука? Сите се долу во кујна, господине. А? Убаво. Сабри постојано мисли на Шула. Што да лажам, и јас мислам. Ние не може да се мешаме во ова. Сеид. Брате, да ги спиеме и да станеме. Ајде и самиот кажа дека си уморен. Со денови си возел со Пајтон. Да одиме до хотелот. Ти треба одмор, одмори се. Не ме чепкајте, молам. Не може да промениш ништо со пиењето, Сеид. Да, знам дека едно нешто нема да се промени. Брате, те разбирам. Знам како се чувствуваш. Но... Джилил, остави ме на мира. Дали сакате да нарачате нешто за мене? Се разбира. Господице, ако вие
Не почестите со вашето присуство. Јас ќе бидам најсреќниот човек на овој свет. Тогаш може. Се разбира дека ќе бидам. Што ме гледаш ти така, а? Ајде, ќе се придружиш или ќе си заминеш? Дали ќе ти олесни болката вака? Ве молам, донесете една чаша за младата дама. Вера се викам. Вера, Да. многу ми се допаѓа ова име. Јас сум Сеит Еминов. А овој е мојот пријател Джелил. За жал нема да може да ни се придружи, ама Штета? бидејќи си оди. Повели седни, Вера. Не прави ништо за што после ќе се каеш. Бесен си, немој да направиш ништо погрешно. Пријатно. Пријатно. Дојде. Немој, Ѓузида, остани во собата. Не е пристојно. Шула, Петро, зошто не ми кажа порано? Зошто чекаше до сега? Сеит не е во собата. Каде? Мислам дека излезе надвор. Ќе го чекам. Шула? Сеит. Каде? Да купи пијалок. Многу ми е жал, Шула. Навистина, многу ми е жал. Се случи на брзина. Сеит беше многу разочаран. И наеднаш се извинувам. Не сакав да го видиш ова. Шула, ајде.
Остави ме! Остави ме! Шула! Дали си одиш? Джилил сака да зборува со тебе. Не сакам никого да видам. Не сака со никого да зборува. Морам да разговарам со неа. Шула се чувствува многу лошо од Джилил. Таа не сака ништо да слушне во врска со Сеид. За се има објаснување. Сега е предоцна. Само секунда. Зошто сакате да ја спречите оваа љубов? Зошто му рековте на Сеид дека во животот на Шула постои некој друг? Тето? Ве молам, кажете. Ајде кажете, нека знаат сите. Сеид синоќа мислеше дека целосно излезе од нејзиниот живот. Неверството на Шула го уништи него. Вистина е. Сеид синоќа ти беше многу луд. Од болка целосно се изгуби. Тето, Сеид синоќа тука дојде? Дали Сеид дојде синоќа тука? Јас те најдов напуштена во венчаница, Шула. Сеид само те прави несреќна. Посакувам да не спиев кога се врати бата Јахја, но јас бев цврсто заспан. Дури ни Шула не успеав да ја видам. Мајко Бинас, Молам, сине. дали му се наути Шула на бате Сеид кога ја виде венчаницата ваква истуткана? Дали избего тука бидејќи се плаши? Погледни ме, Сабри. Ако слушнам уште некој збор за синоќа, се колнам дека ќе те пратам кај тетка ти во Пентик. Сабри, се разбравме Ти ли? не сакаш да знаеш што се случи? Леле, мајко, не грижи се. Не се мешај во се. Не се мешај.
Ајде. Ајше, однеси го ова горе, Керко, да не стои на пат. Ајде, после дојди во кујната. Денес имаме многу работа. Добро ли? Ајде. Ајде, Сабри, дојди. Ајде, Керко, не се влечкај, ајде. Ајше. Добро утро. Не грижи се. Нема да те кажам на твоето семејство. Но кога ќе дознае Сеид, ќе се налути. Нема начин како да ја се окриеме твојата игра од него. Јас... Многу ми е жал. Што ќе направиш кога ќе дознае Сеид? Зошто веднаш станавте, господине Риза, да се одморевте уште малку? Задавачките ќе одам. Задавачките. Ќе земам пари. Морам. Ајде. Синоќа чајот од липа беше многу добар, многу бав. Фала ти многу. Синоќа многу добро спиев. На здравје нека ви е. Ќе бидам добро ако вечерва повторно го направиш тој чај. Се чувствувам многу подобро. Благодарам. Да, ќе направам. Капетанот повторно излегува во инспекција. Дали е подготвена постолнината за Шереф хотел? Еве, ова е последното. Во ред. Што се случило? Лола ме предаде. Сношти не дојде. И мене среќа да ми се насмевна. Проблемот се реши сам по себе. Како? И да сакав немаше да биде вака. Навистина. Каде е Сеид? Според Желил сношти поминал многу заморно. Некаде се обидува да си ги собере парталите. Јахја не е уапсен? Фатената риба сношти беше мала. Поради тоа дозволив да избега. Ке ме однесе ке поголемата. Ке се видиме. Ке се видиме. Денес ке заврши бато. Денес. Повелете. Благодарам. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дојдов да видам како сте. По вашата поплака се надевам дека немате веќе проблеми со нашите. Ви благодариме. Немаме никаков проблем, се е во ред. Ние исто така се обидуваме да помогнеме колку што можеме. Капетане, да ви наречам едно кафе во градината? Повелете. Тука ли е капетанот Били? Да, внатре. Дај ми ги мене ти ајла. Галип, синко, направете на сладко кафе за капетанот. Добро, Вујко. Убав ден. Убав ден да се земе воздух. Многу убав. Што работиш ти тука? Ајде, оди, ајде.
Вашето кафе сега ќе го донесат. Благодарам. Нека ви е на здравие. Чекај, пополека. Кажи ми, како оди работава? Доаѓаат ли нови гости? Воопшто не излегов од кујната, ништо не знам. Види го ти. Вие повторно со нас. Загрижени ветме за вашиот живот. Нема потреба да се грижите за мене, капетане. Од сега па натаму грижите се само за себе. Ми се закануваш? Ве предупредувам. И јас ве предупредувам. Постојат многу сериозни гласини за вас. Јас никому нема да давам сметки, ама не сум сигурен за вас. Многу веруваш во себе. Капетане, ако сакате да ме елиминирате, денес е најсоодветниот ден. Не мислете на ништо друго. Ако мислите дека јас сум руски агент, повлечете го орозот и убите ме. Денес е вистинскиот ден да ме убиеш. Ако сакам, можам да создадам услови. Затоа што ја пропуштивте оваа можност, еден ден ќе се каете. Ајде, синко. Нема да можеме да се извлечеме од овој бил, јас да ви кажам. Господ нека ни е на помош. Ама како се исплаши од Сеид, лицето му помодре. Што правиш? Полудели, што правиш? Не се обидувай да ме запреш. Добро, смири се. Те не се настрана. Смири се, ворете. Остави ме. Добро, Алдија, добро. Вреди ли за тој човек? Вреди ли? Тој го убри, брат ми. Остави го тоа оружје. Остави го. Дојди. Ајде, дојди да влеземе внатре. Дојди. Ворете. Ворете помина. Помина. Тоа што го кажа Ајше изгледа е точно. Што е ова? Шетаат прегрнати. Ѓузиде, ќе ја внесете ли внатре? Јас ќе дојдам наскоро. Секако. Јас сум многу засрамен поради вчерашните немирни настани. Навистина многу ми е жал. Но не може со никаков изговор да се оправдува, и тоа го знам. Сепак сакам да знаете дека многу ми е жал. Се случуваат такви работи. Ние сме едно семејство. Што и да се случи, ќе остане внатре. Ние сушност не разбираме што се случи. Навистина, што се случи?
Јас ќе заминам од тука за неколку дена. Ве молам да затвориме мојата сметка и убаво да се збогуваме. Мислам дека не треба да зборуваме за тоа. Немој да не казнуваш со лутина. Да, нека поминат неколку дена и ти да ги собереш мислите, да си дојдеш на себе, после ќе разговараме. Види, синко, нашите проблеми да ги решиме во семејството. Сеид, те молам. Застани, после ќе разговараме. Сеид, дојди за момент, треба да разговараме. Доаѓам од Кешула. Дојди, молку. Керко, кажи каква мака имаш? Ништо не. Зошто плачеше тогаш? Така. Ајла, јас ќе излезам ако се срамиш од мене. Не, немој. Да не се караше ти со брат Меджелил? Каква врска има тоа? Јас морам додам. Каде ќе одиш, Кирко? Морам да го видам Джелил. Почекај малку. Очигледно дека тие нешто разговараат. После ќе го видиш. Тоа има нешто мое. Шарлот беше во неговите раце. Видов. Престани веќе. Ова дете време е да оди во интернат. Слуша женски муабети. Не. Да. Же ми Господ повеќе ништо нема да слушам. Да. Каде ќе одиш? Ќе дојдам. Джилил, зошто одиш таму? Зошто правиш нешто без да ме прашаш? Зошто? Мостот кој што постоеше меѓу нас го срушивме и двајцата, Джилил, во ред? Слушај ме, тврдоглав човеку. Човекот што го виде со Шула, знаеш ли кој е? Борис Богаевски. Знаеш ли кој е тој? Син на тетка ѝ. Кога отидов таму се запознав. Беше со нив. Кога го кажав твоето мислење, се вознемери многу. Тој на Шула и од тетка си? Да. Сакала да мислиш дека Шула има врска. А тогаш Петро... Чекај, Петро со Шула близок е со незината семејство. Тој го познава ли? Тие синоќа требале да одат заедно на вечера. Намерно не ни кажа, нели? Сеид. Сеид, почекај. Сеид. Сеид. Што зема? Ништо. Немој да лажеш, имаш нешто во раката. Остави ѓузите. Алја, што е тоа? Те молам, не кажувај никому. Дај ми го тоа мене. Дај ми го. Дај ми го. Джилил, те молам, не го зиме. Те молам, не е мој, на господин Ризе. Морам никако да го вратам назад. Добро. Те молам, врати го и вети ми. Вети дека нема да го користиш. Не баре такво оветување. Еден ден ќе се одмазнам за брат ми. Добро. Но не е време сега. Ќе дојде време. Во ред? Дали ми веруваш? Добро. Ѓузиде, ова нека остане меѓу нас, ве молам. Во ред. Ајде.
Добре дојде, Петро. И јас тебе те очекував. Уште еднаш ме изневери. Ти си неблагодарна жена. Повеќе не можам да ти простам. Може би јас не очекувам да ми простиш, Петро. Значи, тоа што ќе го направам, навистина не го сваќаш сериозно. Против моите непријатели колку сум опасен, ти си жив сведок, нели? Јас решив повеќе да не ти бидам кукла, Петро. Повеќе не морам да те слушам, бидејќи конците се во моите раце. Ти ја заслужуваш секоја дупка во која паѓаш. Според тебе, чија рака е повалкана, Петро? Сеид ке дознае за твоето предавство. Во нападот на Лушта, Сеид кога го губеше семејството, на која страна беше тя? Кажи, или ти го испука куршумот, што го уби братот на Сеид? Осман затоа ли ти доаѓа на сон, Петро? Немој, Петро. Немој. Не се ни обидувај. Ако ми се случи нешто, Сеид ќе дознае за се. И тогаш тоа ќе биде твојот крај, Петро. Нема да се спасиш од мене. Не сум единствената која знае. Што мислиш, како ги добив овие фотографии? Фотографии? Да. Фотографии. Што сакаш? Јас додека да заминам од тука, ниту ти, ниту Бели нема да се занимава со мене. Ти ќе ми ја дадеш слободата, а јас мирно и слободно ќе летам за Англија, а оваа приказна за секогаш ќе се заборави. Ќе ми ги дадеш и другите слики. Овој договор беше само за оваа слика, Петро. Мора да платиш цело богатство за другите, бидејќи јас не знам што ќе се случи со мене во Англија. Шула, немој те молам. Нема да ти простам, тето. Секој пат кога ќе те видам, ќе се сеќавам само на предавството. Тоа беше само за твое добро. Со кое право, тето? Со кое право? Мојот живот без мене да ме прашаш, со кое право го крадеш од мене? Јас само сакав да бидеш среќна. Благодарение на вас. Секој ден откривам емоции што не сум ги знаела. Например, ја откривам омразата. За жал само тоа го чувствувам. Шула, не сакам да слушнам уште еден збор. Тогаш како ќе живееш? Како што живеев кога тебе те немаше. Можеш да живееш за твојата љубов, газејќи својата чест, ќе се засолниш кај човекот кој што првата вечер те измами. Не! Не се враќам кај Сеид, но и тука нема да останам. Повеќе не сум сама. Тина. Збогум, тето. Жалам. Јас ти реков дека требаше претходно да се запознам со Сеид, нели? Збогум. Внимавајте на себе. Сеид? Дојдов да разговарам со тебе.
Сакаш ли... Не дојдов како пријател. Зошто ме лажеше? Сакам тоа да ми го кажеш. Не знам што зборуваш. Одговори ми едно. Дали намерно ме однесе кај Шула? Не разбирам. Синоќ е требало да се сретнете на вечера. Зошто ми излажа, Петро? Ти цело време знаеше дека е незиниот братучет. Кажи ми зошто ми излажа, Петро? Бидејќи јас не сакав Шула да страда. А ти кој си? Кој си? Зошто да страда Шула поради мене? Кога отиде во куќата на бароницата и изгуби нејзе Сеид, таа не можеше повеќе да ти верува. Од кога си ти помеѓу мене и Шула, кажи ми? Тебе те прашувам, од кога е тоа? Одговори. Од кога ја труеш со твоите лаги, Петро, кажи ми? Зборуваш глупости. Ти ја измисли целата таа приказна на првиот бал, така? Потоа и кажа за мојата смрт. Што очекуваше? Што очекуваше? Што очекуваше, Петро? Зборуваш глупости. Што очекуваше, бе? Поради тебе. Поради тебе. Ти не ја заслужуваш. Ти не ја заслужуваш. Добро дојдовте. Ја напуштив таа куќа радосна дека повторно го најдов моето семејство. После кратко време се вратив назад заедно со Шула. Шула за прв пат во текот на годините се почувствува незаштитена. Изгледа изгуби сета надеж за животот. Срцето кое чукаше со љубов за Сеид престана со неговото предавство. Човекот кој може да ја врати во животот повторно беше Сеид. Она што се случи таа ноќ поради својата гордост не можеше да каже. Не можеше да каже дека ја виде Аиша. Во куќата никој не разбра што се случи. Ноќта кога дојде Шула, мислеа дека си замина лута поради бесот на Сеид. Освен Шула и Петро, никој не знаеше дека во собата на Сеид ја виде Аиша. Зошто? Зошто? Додека Сеид неверството ќе го носи наградите како нож. Затоа што ја сакам Шула. Ниеден удар не можеше да го уништи внатрешното покаяние. Дали навистина ја сакаше Шула? Петро всушност се надпреваруваше со Сеид. Конкуренцијата започна од детството, а потоа се претвори во непријателство поради грешките. Мислам дека ја сакаше, да. Бидејќи сакаше да биде како Сеид, ја воскресна оваа љубов. Со текот на времето, љубовта кога им стана невозможна, тој ја засака повеќе. Значи, по овој инцидент маската на Петро целосно падна, така? Не целосно. Сеид се уште не знаеше дека Петро е убиецот на неговиот брат. Но сега тој многу добро знае дека го заврте грбот на својата Довен.